Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во нашата училница по предметот Ликовно образование за прво оделение. Денеска ќе зборуваме и ќе научиме кои се основни средства за цртање и која е нивната употреба. Односно, ќе се запознаеме и ќе ги минуваме подлогите и цртачките материјали. Ќе се запознаеме со хартијата која што ќе користиме за цртање, односно блокот, моливчињата и дрвените боички. За часот по ликовно образование ќе ни биде потребен блок, кој што блок е составен од листови. Листовите имаат две страни, по што се разликуваат по нивната текстура. Од едната страна е рапава, а од другата страна е помалку рапава. Ние моливчето и дрвените боички ќе ги користиме од помалку рапавата страна. Како цртачки материјал, кажавме, е моливчето и дрвените боички кои што може да бидат во различни форми, различни големини, димензии и огромна палета на бои, избор на бои. Исто така, како помошно средство е гумичката, која што ќе користиме да ги коригираме грешките при цртање. Но со текот на времето, со нашите цртежи кои што ќе ги цртаме се повеќе и повеќе вежбаме, ќе научиме што помалку да ја користиме гумичката и претходно да го замислиме цртежот кој што сакаме да го нацртаме и како помошно средство, исто така ќе ни биде и острилката, која што ќе ни помага постојано да ни бидат наострени моливчињата и дрвените боички. Најпрво ќе се запознаеме со моливот. Моливи имаме во различни големини, различни димензии и различен начин на кој што ја цртаме цртата, односно на начин на кој што можеме да цртаме. Имаме моливи кои што започнуваат и се обележуваат буквите Х, кои што се тврди моливи, и Б, меки моливи, односно имаме многу видови на моливи, а како некој среден вид на молив е моливот ХБ и на нас во прво оделение ќе ни бидат потребни, односно ќе користиме два вида на моливи, ХБ и 2Б и понатаму како што ќе одминуваат оделенијата ќе се запознаваме и со другите видови моливи и ќе користиме цела палета на моливи за цртање. Сега ќе ве замолам пред себе да земете еден лист од блок и моливчињата и да нацртаме еден цртеж. Се надевам дека го земавте листот од блокот и моливчето. Ќе ве замолам да го допрете меѓу своите раченца, да приметите дека постојат две страни со различна текстура и ќе цртате на помалку рапавата страна. Ќе го земете моливчето и во десниот горен агол ќе нацртате сонце. Лево од сонцето ќе нацртате облаче. Под облачето ќе нацртате куќичка. Лево од куќичката ќе нацртате дрво и пред куќичката ќе нацртате патека. Доколку не успеавте да го нацртате цртежот, запрете го видеото, нацртете го идентично цртежот и ќе продолжиме понатаму со боење. Сега ќе ве замолам пред вас да ги земете дрвените боички и да ги одредиме боичките со кои што ќе го обоиме овој цртеж. Се надевам дека ги земавте боичките и продолжуваме понатаму. Ова е жолта боја. Земете жолтата боичка во рака. Зелена боја. Земете зелената боичка во рака. Сина боја. Земете ја сината боичка во рака. Црвена боја. Земете ја црвената боичка во рака. Виолетова боја. Земете ја виолетовата боичка во рака. Кафеава, кафена боја. Земете ја кафената боичка во рака. Портокалова боја, земете портокаловата боичка во рака.
Оставете ги дрвените боички сега веднаш до цртежот и ќе се обидеме да го обоиме цртежот со помош на дрвените боички. Земете жолтата боичка во рака и обојте го сонцето. Сонцето има жолта боја. Потоа со сината дрвена боичка ќе го обоиме облачето. Со црвената боичка ќе го обоиме покривот на кутичката. Со портокаловата боичка ќе ги обоиме ѕидовите на кутичката. Повторно со жолтата боичка ќе ги обоиме двете прозорчиња на кутичката. Вратата ќе обоиме виолетово. Крошната на дрвото ќе обоиме зелена. Стеблото ќе го обоиме кафено. Патеката што се наоѓа пред кутичката ќе обоиме кафена и просторот околу целата кутичка ќе го обоиме зелен како тревата. Се надевам дека успеавте да го обоите цртежот. Доколку не успеавте, запрете го видеото и обојте го целиот цртеж. Ви благодарам на присуството на овој час. За домашно ќе имате да го нацртате вашето омилено домашно животно, да го обоите и да го следите следниот час по ликовно образование.